Со отворањето на изложбата на рачно изработени традиционални маски од страна на учениците од основните и средните училишта од Прилеп, денеска во Домот за култура Марко Цепенков, по пауза од 2 години, започна 20-тото јубилејно издание на Карневалот Прочка. На изложбата беа поставени над 300 уникатни креации, најголем дел од нив изработени од природни материјали. За најдобрите маски имаше подготвено и награди, а првото место го освои Димитар Талески, ученик во основното училиште Свети Кирил и Методи од селото Подмол. Ме инспирираше тоа што е плетена и ја изработив со гранки од тажна врба. Со плетење ја работев скоро 1 месец, ја мислев и во училиштето Кирил и Методи. Таа представува како кошница пчели со природни материјали ставени на незе. Се наоѓаме на изложбата, каде што се изложени над 300-400 маски, прекрасни креации, изработени од рацете на нашите најмлади учесници, продолжители на оваа традиција, тоа се дечињата од основните и средните училишта. На најдобрите им беа врачени скромни подароци од општина Прилеп од страна на градоначалникот, а нив ги избра жири комисијата составена од 3 стручни наставници. Поради пандемијата, но и поради ограниченоста со финансиски средства, годинава на Карневалот има маски само од Прилеп и Македонија. Досега се пријавиле на над 500 учесници со 15 на маски, но пријавувањето е се уште отворено. Поради помалиот број на маски, годинава нема да има дефиле во сабота, туку сите маски ќе продефилираат во недела во центарот на Прилеп со почеток во 12 часот. И ова година ќе имаме еден, иако помал број на маски, но ќе имаме добар карнавал, бидејќи Прилеп е карнавалски град. Покрај маските ќе има голем број на прилепчени, преоблечено или преправено по наше, како се кажува, и се надевам дека ќе биде добар како и другите, но ќе отсутствуваат тие странски маски кои се релативно добри, али имаме и ние добри маски. Ќе видат самите посетители дека ќе има прекрасни маски и оваа година, иако се прилепски маски. Покрај дефилето ќе има и магионичари, жонглери, акробати, а фестивалот ќе заврши со концерт на групата Фолтин. Од Сдруженијето Прилепски мечкари, кои се едни од организаторите на Карневалот, истакнаа дека годинава после подлог период купиле нови кожи, костуми и материјали за нивната маска. Инаку оваа маска од страна на Министерството за култура е призната и како нематеријално културно богатство на Македонија, а нивната крајна цел е да бидат заштитени како маска и од УНЕСКО, на што веќе работат во последниот период. Карневалот завршува во понеделник со ручек од посен граф кој што се служи за сите граѓани, кој пак го приготвува касапскиот есна во Прилеп, кои што се всушност и членовите на маската Прилепски мечкари.